Почитувани представници на медиумите, почитувани работници. Добар ден на сите, освен на министрите во владата. Денеска тука дојдовме тројца луѓе повеќе, 24, затоа што 24 министри во владата уживаат на грбот на 540.000 работници. 24 министри во владата на денешната седница на владата треба да предложат измени и дополнување на законот за минимална плата ако сакаат да бидат за работниците, да се зголеми минималната плата на 600 евра и да се зголемат сите останати плати за разликата од претходната минимална до новата минимална плата или за најмалку 6.000 денари. Тоа што е клучно и зошто сме на улица. На улица сме затоа што законот за јавни собири предвидува дека 21 човек се доволни да им прават проблеми на функционерите и на газдите. 21 човек се повеќе од доволно да ги нервираат. Да ги нервираат исто така како што тие ги нервираат работниците 2 години, како што работниците не можат да врзат крај со крај на месецот. Аргументите кои ги изнесувавме минатата година на седниците на економско-социјалниот совет кои се одржуваа позади мене во оваа влада, не беа прифатени од владините представници и од представниците на работодавачите. Аргументите дека на секоја една компанија затворени 2 нови се отвараат. Аргументите дека бројот на вработени од последното зголемување на минималната плата во 2022 година до денес е зголемен. Аргументите дека им ствараме капитал на газдите помеѓу 5 и 10.000 евра на годишно ниво во нето износ. Аргументите како тоа што беше нивен најголем изговор, дека работниците во Македонија не се доволно продуктивни и дека не може да ги зголемат платите затоа што нема доволно продуктивност или ќе ги зголемеле платите ако се зголемила продуктивноста. Тие аргументи Меѓународната организација на трудот ги изнесе пред некој ден со кој се потврдува дека работник со 24.379 денари минимална плата заработува месечно 290.000 денари на газдата, на владата, на функционерите и на сите останати. Само 17% од тој колач се дава на работниците за плата. Ако има пари во државата, има, но не се правилно распоредени. Тие сакаат да ги уживаат сите придобивки кои им ги даваат гласачите, кои им ги даваат работниците, наспроти работниците. Упатуваме порака до владата, денеска на денешната седница, многу сериозно да разговара за барањето на работниците за зголемување на минималната плата, како и за зголемување на останатите плати. Бараме многу сериозно да размислуваат и да разговараат на денешната седница, да ги ослободат работодавачите или да подадат рака и на бизнисот, како што ќе подадат рака на работниците за зголемување на платите и за ослободување на придонесите за задолжително социјално осигурување. Ги потсетуваме дека пред една година кога бевме тука на преговори и на разговори, тие тоа еднострано го одбија, иако ССМ и работодавачите беа договорени за најмалку 6.000 денари да се зголемат платите на сите работници во државата. Некој тоа еднострано го одби, го минираше целиот процес, а тој процес денеска го чини државниот буџет 10 милиони евра месечно или 120 милиони евра на годишно ниво. Денеска сме тука 24 луѓе колку што има 24 министри, односно владени функционери. Но денеска имавме одлука на претседателството на ССМ, на која донесовме неколку заклучоци и неколку одлуки кои сакам да ги соопштам сега. Во наредниот период не исклучуваме ваквите таргетирани протести со 21 човек на улица, за да не ги заокружуваат, за да не ги отцрнуваат луѓето и за да не им се закануваат, да продолжат и по градовите, по потреба. Таргетирани градови каде што ќе предизвикаме функционерите и таму да не можат да се движат или да доаѓаат пешки на работа онака како што доаѓаат денеска, како што доаѓаа пред некој ден, како што доаѓаа и пред една недела. Дополнително оставаме простор до крајот на месец февруари да седнат и да се договорат и да кажат за колку пари ќе зголемат минималната плата и за колку пари се спремни да ги зголемат сите останати работнички плати, затоа што веќе немаат апсолутно никакви аргументи. Аргументите кои не сакаат да ги слушнат на маса до минатата година, до крајот на минатата година, еве ги изнесуваме и на улица. Можеме да ги изнесеме повторно на маса, но да ни се подсмеваат и да ни кажуваат како тие сметаат дека минималната плата треба да изнесува и 800 евра, ама не сакаат да зголемат, е нешто што е несериозно во една демократска држава. 21 човек на 3 места во оваа втора фаза ги исплашија многу. Ги следеа нашите семејства, ги следеа нашите синдикални активисти. Дури изјавуваа дека ќе ги заокружуваат со црвен фломастер сите останати кои ќе дојдат на денешните протести, односно блокади, и кои ќе доаѓаат и понатаму на протестите и на блокадите. Сакаме да упатиме порака дека доколку до крајот на месец февруари не се договорат, не седнат и не разговараме за зголемување на минималната плата и за зголемување на сите останати плати, следува генерален штрајк со генерален работнички протест кој ќе биде во неработно време, на кој ќе бидат повикани сите работници кои сметаат дека платите им се ниски, за сите работници ќе обезбедиме превоз за да нема ниту еден работник изговор. Сите ќе излеземе на улица за да им покажеме дека не сме задоволни од платите. Тоа ќе биде во првата половина на месец март, затоа што месец март е месецот кога треба да ја утврдат висината на минималната плата. За потсетување, минималната плата минатата година ја утврди министерот за економија и труд
без согласност на економско-социјалниот совет, спротивно на законот. Се надеваме дека и оваа година таквата пракса нема да ја повторат. Се надеваме дека нема да ги оштетат работниците во Македонија и се надеваме дека еднаш ќе разберат дека ние можеме секој ден со 21 човек да ги блокираме се додека не дадат плата на работниците. Не бараме од нив ништо друго, освен достоинствени плати за достоинствена работа. Благодарам. Ваш коментар што изјавата не се приметила на државната агенција? Морам да кажам дека многу како ССМ даваме континуирана поддршка на сите вас кои стоите денеска со нас, на студот, на ладниот асфалт, кои сте од оваа страна на камерите и кои се од таа страна на камерите. Морам да кажам дека трудот и на вас не ви се вреднува онака како што заслужувате, платите не ви се високи како што треба да ви бидат високи и мислам дека цензурата која се обидуваат да прават на работничките движења, на работничките протести, на Сојузот на синдикатите на Македонија вродува само со контраефект. Ако денешното видео денеска било споделено на националниот сервис и го виделе 10.000 луѓе во Македонија, денешното видео затоа што нема да биде споделено на националниот сервис ќе го видат повеќе од 500.000 луѓе на социјалните мрежи, на социјалните медиуми. Тоа им се случи и минатиот пат кога излеговме револтирани од владата и кога Мија го прекина преносот во живо за да не се слушне што внатре сме разговарале и како сме разговарале. Но тоа е политика на раководството на која ние не сакаме да се мешаме, но нема да дозволиме новинарите, снимателите да бидат злоупотребувани во нечии политички цели и интереси. А ваш коментар за Азис вчера што кажа да не ја замерувате јавно со големите нив на преговори, дали е тоа нуден адвокат или до 31.12. паметите вие, паметиме ние, паметат работниците, никој не сакаше диалог. Еден протест предизвика да дадат не 30, 40% изголемување на плати на одредена категорија на луѓе. Еден протест и 3 блокади предизвикаа да ги снимаат нашите семејства, да не уценуваат и да ни се закануваат, да ги снимаат синдикалните борци и активисти. Еден протест ги предизвика дури најголемите во наводници газди во Македонија да бараат диалог, диалог и диалог. Им подадовме рака, до крајот на месец февруари можат да седнат да се договорат, можат да кажат за колку се подготвени да ги зголемат работничките плати, затоа што главниот изговор продуктивноста која ја верглаа 35-36 години во Македонија ги чинеше иселување на најквалификуваните работници во Македонија и не само квалификуваните работници, туку и цели нивни семејства. Најголемите виновници, односно луѓето кои 36 години се на некоја позиција, може да се сметаат себе за најголемите виновници за тоа што се случува во Македонија. Не се криви владите. На предходната влада овдека сите вие бевте заедно со нас кога поставивме 21 столче за да почувствуваат дека од тврдата, од меката, удобна функционерска фотелја во владата се паѓа многу лесно на тврдо работничко столче. Дел од нив веќе не се министри. Дел од нив веќе бараат како да си остварат право на јубилејна награда, право на регрес за годишен одмор, право на зголемување на плата онака како што синдикатот се бори. Тоа го порачуваме и на оваа влада, но им го порачуваме и на газдите. Не ги затвараат тие компаниите. Нови отвараат затоа што работниците им се продуктивни и затоа што само 17% од вкупната продуктивност која им овозможуваме на месечно ниво ја делат од колачот за да ги зголемат платите. Имаат и пари, имаат и проценти, имаат и време, меѓутоа немаат желба и за тоа немање на желба работниците денеска го имаат мислењето и за владата и за работодавачите. За жал, немаме информација дали е закажана. Тие веројатно досега требаше да ја закажат, имајќи во предвид дека во декември кажаа дека затоа што е од интерес на државата еднаш месечно ќе има седници на економско-социјалниот совет, но како што можете да видите, месец јануари помина со голем работнички протест на кој помеѓу 12 и 15.000 работници излегоа на седница на економско-социјалниот совет на улица. Ниту еден од владата, ниту еден од работодавачите не дојде на таа седница. 3 седници одржуваме со блокадите пред собрание, пред газдите и пред владата. Исто така ниту еден од нив не дојде на овие седници на кои ние зборуваме за потребата од зголемување на платите. Но замислете си, бараме само зголемување на платите, не бараме ништо друго. И сакам уште една порака ќе дозволите за крај дупата. Денеска ако одлучат на седница на влада да зголемат минималната плата на 600 евра и да ги зголемат сите останати плати за најмалку 6.000 денари, нема да ме гледаат повеќе на телевизија, нема да ме гледаат повеќе на социјалните медиуми и нема да им бидам трн во око. Се до тогаш продолжуваме онаму каде што стоиме, на улица.
Јас ќе искористам приликата, целокупната јавност преку можноста која ми ја давате вие да прашам дали треба да отстапиме. Дали сите ние кои сме денеска тука и вие кои ги држите микрофоните и ние кои сме од оваа страна, дури и тие што се позади нас во владата и овие кои ги чуваат, сметаат дека Сојузот на синдикати на Македонија, дека работниците треба да се откажат од достоинствена плата, од 600 евро минимална плата, од плата која ќе овозможи враќање на ронка надеж во работничките очи, затоа што 9250 денари е зголемена вредноста на синдикалната минимална кошница во овие 24 месеци кога минималната плата не е зголемена воопшто, туку само е усогласувана согласно законските одредби. Ако некој во Македонија смета дека треба да се откажеме од борбата, слободно нека ни каже, но ако некој во Македонија смета дека треба да продолжиме да се бориме, не треба да го коментира тоа, не треба да ни става лајкови на Facebook, не треба да коментира по социјалните мрежи и медиуми, треба да излезе на улица со нас, затоа што само така можеме да се избориме за нашите работнички права.